Опозицијата денеска на седница на пратенички прашања отворено го праша министерот за економија дали размислуваат сериозно да ја зголемат минималната плата на работниците. Министерот одговори дека за да има раст на минималната плата треба да се земе предвид економската состојба, според податоците со кои тој располагал, нашата земја е меѓу последните во однос на продуктивноста. Остануваат на ставот дека тие поддржуваат договор меѓу работодавачите и синдикатите. Денешната седница за пратенички прашања ја следи колегата Петар Догов. Петар, минималната плата беше едно од прашањата. Што друго прашуваа пратениците на денешната собраниска седница? Да, токму така. Прашањето за минималната плата, односно барањата на работниците за зголемување на платите, се разбира дека неизбежно е да се најде на дневен ред, односно да се најде како едно од прашањата кои што ќе бидат упатени кон представниците на владата на денешната седница за поставување на пратеничките прашања. Денешната седница пак уште веднаш започна со жестоки препирки помеѓу мнозинството и опозицијата, и тоа во делот на евроинтеграциите, односно на уставните измени кои што се клучен услов за продолжување на евроинтегративниот пат на земјава. Имено, пратеникот од Европскиот фронт Скендер Реджепи се јави прв за збор, односно за поставување прашања, и упати две прашања до премиерот Христијан Мицкоски. Првото се однесуваше на почитување на правата на малцинствата во земјата, а второто беше предлог до владата, односно до мнозинството, законодавниот дом, односно сите 120 пратеници, да усвојат една резолуција за македонскиот јазик и македонскиот идентитет, а потоа да се пристапи веднаш кон усвојување на уставните измени за внесување на бугарите во Уставот. Потоа со одговор се јави премиерот Мицкоски, кој што го повтори ставот кој што повеќе пати досега го има кажано, а тоа е дека додека тој е премиер, уставни измени нема да има без исполнување на двата клучни критериуми, односно услови кои што ги има нотирано македонската влада, а тоа се за гарантирани права за македонското малцинство во соседна Бугарија, како и гаранции, меѓународни гаранции дека нема да има нови вета, односно билатерализација и нови услови за Македонија на евроинтегративниот пат. Со ова се постави тонусот на денешната расправија. Пратеничките прашања се во тек, а дел од дискусијата помеѓу Скендер Реджепи и премиерот Мицкоски слушаме во продолжение. Имаме едно барање и еден предлог да почнеме со уставните измени со еден предуслов. Сите пратеници, 120, да донесеме една резолуција каде што ќе биде заштитен македонскиот јазик, но ние ќе направиме да имаме една резолуција и после таа резолуција да одиме со уставни измени, бидејќи од одлуката која што ќе ја донесе владата заедно со собранието, зависи иднината на граѓаните. Додека сум јас претседател на владата, ако не бидат исполнети минимум два услови. Првиот услов, македонската заедница во Бугарија да ги добие за гарантираните права согласно меѓународното право и меѓународните конвенции и резолуции за човекови права. Не барам устав да се менува. Ова. И второ, дека не добиеме гаранции за нашиот идентитет македонски, во кој што од вас очекувам поддршка како мој сограѓанин, мојот македонски јазик, дека нема повеќе да има билатерални вета. Да, денешниот собраниски ден практично се отвори со редовниот брифинг на собранискиот спикер Африн Гаши за медиумите, на кој што спикерот се осврна на повеќе актуелни теми, а едно од клучните прашања беше укинување на техничката влада, односно прашање кое што беше разговарано и на лидерската средба која што се одржа пред 3 недели. Во однос на ова, спикерот Гаши потенцира дека важно е да има општествен, но и политички консензус, партиите да се договорат меѓу себе, иако законот нуди можност со 61 глас за да се промени законот за влада, сепак важно е да не се води овој процес инетчиски, туку да се создаде еден
поширок политички консензус. Спикерот Гаши зборуваше и за изборниот законник, односно измените кои што треба да се случат, кажа дека од Министерството за правда ќе зависи дали истите ќе бидат како измени на изборниот законник или ќе има целосно нов текст за изборниот законник, но дека работната група наскоро ќе започне со работа и дека наскоро ќе се одржи конститутивната седница на ова работно тело во собранието. Во продолжение слушаме изјавата на Гаши. Мислам дека треба да се договориме, особено за такви работи кои заедно се дошло до такво решение. Мислам дека по-добро би било сите заеднички да се договориме кога престанува потребата од таква техничка влада. Сега, ако се настојува да се пристапи и на етнички или унилатерално и тврдоглаво да се застане зад некој став, тоа е друга работа, но треба да се аргументира и да се дојде до решение кое сите заедно еден ден ќе кажеме ова техничка влада веќе не ни треба. Ако дојде до таков момент, мислам дека е добро сите заедно да го изгласаме тоа решение. Ова и неечески на СДСМ само мислите? И неечески на СДСМ само мислите? Не мислам. Воопшто зборувам во принцип да не аргументот, силината на аргументите да бидат битни за решавање на проблемите, а не некој посебен интерес на некоја политичка партија. Да, во меѓувреме во тек е седницата за поставување на пратенички прашања, пријавени за збор се 14 пратеници, тројца завршија со поставување на своите прашања, а сублиматот, текот на седницата и другите теми кои што ќе се отворат на истата, ќе гледате во наредното информативно издание.